Драматично, ама пред да продолжам да објасниме нешто. Значи, присуството на колиформни бактерии значи фекална контаминација, загадување со фекали на една вода, еден водоснабдителен систем. И присуството на колиформни бактерии практично е индикатор за така наречениот санитарен квалитет на водата. Секогаш кога ќе се најдат колиформни бактерии, тоа значи дека постои фекална контаминација и таа вода, таква вода, е неупотреблива за човечка употреба. Сега што се однесува до бројкава, да, навистина, кој се каже, нели, 48 и 50, колку да се и повеќе пати као бројка вака, изгледа драматично. Меѓутоа, суштината не е во тоа дали е 10 или 20 или 48 пати поголем бројот на колиформни бактерии од граничното ниво, дозволеното, туку поентата е дека кога станува збор за вода за пиење, прописите велат дека 0 колиформни бактерии треба да има. И не е важно дали има 5 или не знам колку. Ако постои веќе и мала количина на колиформни бактерии, тоа значи дека дошло до микробиолошка контаминација и до така наречена да речам компромитација на санитарните бариери на тој водоснабдителен систем. Има нешто друго. Добро е што е најдено врз основа на последните информации од јавното обвинителство дека механизмот на микробиолошката контаминација на водата е настанат, механизмот е испумпување, внесување на вода од надвор, од Вардар, од реката, со пумпи, значи, во комора која што е дел од водоводната мрежа. И претпоставувам дека и дополнителни информации имаат, како и тие ќе се анализираат, ќе може и конечно цврсто да се каже дека тоа е механизмот на загадување. Инаку, ова се што се знае досега е доволно за да се постави, велиме ние, една цврста, силна епидемиолошка диагноза, претпоставка, хипотеза, дека тој начин на манипулација со речната вода и внесување во водоводната мрежа, дека тоа е механизмот. Доволни ли се овие анализи што се прават или потребни се анализи од пациенти? Не, ниту една анализа, ниту повеќе, ниту поединечни микробиолошки анализи никош не се доволни за да може да се направи, да се постави, велиме, причинско-последична врска. Зошто? Зашто затоа што тие резултати од микробиолошките анализи се само сегменти, делови од една поширока целина, доказна целина. Епидемиологијата функционира така што ја ги разгледува повеќе елементи, разгледува повеќе сегменти од една целина, од еден мозаик, во кој што има повеќе такви делови, да речеме прво, дали на одредено место, на одредена територија во краток временски период дошло до невообичаено зголемен број на луѓе кои што имаат исти симптоми, цревни симптоми во случајот. Второ, дали дошло до изложеност заедничка, односно во случајов дали сите пиеле вода од водоводната мрежа пред да им се појават симптомите. Трето, дали постојат позитивни микробиолошки резултати од водата, од земените примероци вода. Трето, дали постои, или четврто, дали постојат позитивни микробиолошки анализи земени од пациентите. Обично се зема копрокултура, измет. Ако бидат задоволени сите овие елементи, ако се позитивни, и особено ако настане совпаѓање меѓу она што е изолирано кај пациентите и во водата, и особено пак ако е направена и типизација, да се знае кој сој на
бактериски причинители во прашање, тогаш имаме цврста епидемиолошка дијагноза, велиме, цврст епидемиолошки заклучок, дека станува збор за хидрична епидемија. Докторе, Арнова во пракса, обично, кога се случуваат вакви епидемии, многу ретко се случува ептен прецизно се изолира. Оно што дополнителна загрижувачка е што откако биле внесени бактериите, се обиделе со хлор, да ги со екстремна ниво на хлор, кој што веројатно исто завршува кај луѓето. Колку е тоа опасно? Тука имаме Какви последици може да предизвика тоа концентрација на хлор? Да, тоа изгледа вака нели драматично. Меѓутоа тука сега треба да направиме разграничување на две теми. Едната е она што го имаме опипливо, она што е докажано како јавно здравствен проблем, а тоа е микробиолошката контаминација на водата и појава на цревно завалување со цревни симптоми. Тоа е едната работа. Ова со хлоров, тоа е веќе токсиколошки проблем и тука ние имаме доста непознати елементи. Прво, не знаеме за колкава концентрација хлорот станува збор. Зашто хлорот, да се разбереме, хлорот е средство за дезинфекција и тоа нормално се користи редовно за дезинфекција на водата за пиење во водоводните мрежи, секаде. Не само кај нас и во светот. Така што, значи, не знаеме колкава е концентрацијата. Кога е таа концентрација на хлор измерена? Дали е измерена во моментот пред да се направи форсирана интервентна хлоризација или после тоа? Дали се работи за резидуален хлор или за нешто друго? Така што има доста непознати елементи, заради кои што јас како епидемиолог не би било честно, не би било стручно да шпекулирам. Она што го знаеме е микробиолошката контаминација. Тоа е како јавно здравствен проблем. Ова со хлорот, само да кажам, ова со хлорот треба да се разгледува само во контекст на евентуално, ако биде позната концентрацијата, точната концентрација и постапката на дезинфекција. Значи, дали ја мерен хлорот пред или после направена и така натаму. Добро, ако епидемиолошки или медицински ако гледаме, овие бактерии кои се внесени во организмот, подоцна може да развијат други болести кај пациентите? Се извинувам? Овие, например, луѓето што пиеле вода, подоцна може да се појават и други компликации на развој на бактерии, шеришија, коли и така и натаму други. Вака, значи, она што сега се е на сцена, што го гледаме како симптоми, се однесува на заболувања кои што имаат релативно куса инкубација. Меѓутоа, бидејќи станува збор за фекално загадување, тоа значи нема таму внатре само десетици видови бактерии, некои од нив се причинители, некои не се причинители на цревни заразни болести, но тоа ние не можеме да го знаеме. Не можеме да знаеме ни дали има или нема и колку има и какви има вируси или некои паразити. Така што во некое второ време, бидејќи да кажеме заразната жолтица, хепатитот А, има инкубација некаде меѓу 15 и 50 дена, во просек околу месец дена, 25 до 50 дена, до 30 дена најчесто. Значи сега тек треба да се следи епидемиолошки надзор да се прави, да се каже на населението 2 недели од почетокот кога била изложеноста на водата, кога последен пат сте пиеле вода, ова било што било сега со оваа цревна зараза, треба да се испитува. Но од 2 недели, некаде 15 дена од како ќе поминат, и може и ова инфекција ќе пројде, понатаму во наредните денови, до кај 50 дена некаде, да видат дали евентуално ќе се јават симптоми на жолтица, жолтило на белките на очите, на кожата, гадење, повраќање, малаксаност и така натаму. Се е можно. Во услови на високи температури, таму водата е забранета не само за пиење, туку и за хигиенски навики, до кога може тоа да се издржи така? Кој е советот? Многу кратко трајно може во услови кога постои ваква... Може ли, например, да им се советува, например, за хигиенски да ја превериваат водата? Може ли да се користи таква вода или... Она што го имаме, што го имам како информации достапни, објавени од терен, водата не е дозволена, забранета е дури и за хигиенски потреби. Не сме
се забранува дури и да се проврива, да се изврие, за да може да се употреби. Тоа значи дека е страхотно големо фекално загадување во прашање. Кога имаме ваква ситуација, кога имаме забрана на водата за пиење, водата не само за пиење, туку и за хигиенски потреби. Дури не смееш ни да ја вриеш за готвење и така натаму, тогаш многу краткотрајно таа ситуација може да се поднесе, освен ако, како што тоа веќе и е направено, освен ако не се обезбеди алтернативно снабдување со вода. Арнома, не само флаширана вода, која што постојано, нели, се кажува дека се носи таму 50-60 илјади шишиња, литри. Потребни се и цистерни, зашто треба да се задоволат и хигиенските навики. И треба приоритетно болници, градинки и така натаму постојано да бидат. Пред крај, која е најважната поука што здравствениот систем треба да извлече сега? Да, мора да има поуки. Прво, не смееме првата лекција би било, не смееме да дозволиме безбедноста на водата да зависи од нечија добра волја, на поединец. Мора да има систем. Тој систем се состои, во тој систем треба да се знае кој, да речеме конкретно за таа манипулација, кој врши интервенција, кој ја одобрува интервенцијата, кој ја контролира интервенцијата. Ако такво нешто нема, тогаш една непромислена постапка, како што се случи, невидливо, незабележливо да доведе до вакво загадување на вода, тоа е крах на системот. Втора поука би била, институциите никогаш не смеат да чекаат да покренат, да преземат заштитни мерки за населението, не смеат да чекаат целосен извештај, потврда каква бактерија и така натаму. Веднаш мораат да интервенираат, штом ќе бидат задоволени некои услови. С големен број на случаи со исти симптоми, заедничка изложеност и веднаш на терен со интервенции. И трета поука е задолжително после вакви кризи мора да се седне и да се направи анализа на состојбата, за да се види кај се потврдило, кои биле недостатоците, за да се извлече поука како системот да се подобри за еден ден понатаму, да се минимизира ризикот од нови вакви кризи. Благодарам за гостување. Благодарам на поканата.